Мали деца од основно училиште, млади, но и возрастни луѓе пред пензија, македонци, албанци, турци, роми и други, на сите овие луѓе во Тетово им е заедничко што го учат германскиот јазик и имаат единствена цел, сакаат да заминат во Германија на печалба и на тој начин да обезбедат соодветна екзистенција. Трендот на учење на германскиот јазик поради заминување од Македонија, почнат од пред неколку години, во Тетово и понатаму е огромен, велат луѓето од центрите за изучување јазици. Дека е така, според нив, укажува фактот тоа што овие јазични вештини почнуваат да ги стекнуваат ученици од најмала возраст, кои се уште немале контакт со германскиот јазик. Сметам дека родителите најчесто ги испраќаат овие малички деца да го изучуваат германскиот јазик како подготовка за заминување во Германија, како втор јазик, странски јазик, кој што веројатно ќе им помогне многу за во иднина. Најважната и најактуелната категорија на ученици е возрастните луѓе, младите, кои што самите изјавуваат дека не доаѓаат да го учат германскиот јазик од љубов, од што премногу го сакаат јазикот, туку затоа што им е потребен да ги поминат тестовите кои што се важни со цел да заминат во странство. Ислам Јашари од село Теново, кого го сретнавме во Центарот за вработување, вели дека и поради ниските плати и високите трошоци, многумина од неговото место без разлика на годините се одлучуваат да заминат во странство за работа. Тој речиси 10 години нема постојана работа и обезбедува екзистенција со привремени ангажмани. И во неговото семејство се одлучиле на таков потек за заминување во странство во потрага по подобар живот. Па странство. 90% са странство. Значи тука се знае нема работа. Малите се избегат, и сините ќе бегат. Нема тука многу мало е пазара. Празните куќи во тетовските села говорат за многу иселени семејства. Пописот на население најверојатно ќе ја даде вистинската состојба и бројка на луѓе кои заминале во странство со желба да обезбедат подобра екзистенција за семејствата.